Почитувани, ова е уште едно издание на Спортисимо. А во него, еден мој гостин голем талент. Моите сограѓани го препознаа неговиот талент. Изминатава година ги бранеше боите на ракометниот клуб Охрид. Исто така беше дел од македонската репрезентација. Неговите искуства и неговото патување во Франција денеска одблиску ќе ви го прикажеме во оваа емисија. Токму така со мене денеска е Благојче Трајковски, голман на ракометниот клуб Охрид и на македонската репрезентација. Благојче, добре ми дојде во студиото на регионалната О2 телевизија. Добро ве најдов. Фала ви на поканата пред се. Поздрав до сите гледачи на О2 телевизија. Благојче, сакам како вовед на оваа емисија. Охриѓани сигурно си многу добро познат заради тоа што долго време веќе си на голот на ракометниот клуб Охрид. Но сепак твоето потекло е од Прилеп. Дали можеме малку повеќе да позборуваме за твоите почетоци со ракометната топка? Па да. Почетоците, како и секој спортист, поголем дел од спортистите е во родниот град, во случајов кај мене Прилеп. Ги поминав сите школи на тогашен тутунски комбинат Бренд, кој беше еден од посилните тимови во македонското првенство. За жал веќе не обстојува, сега е со ново име. Како што кажав, ги поминав сите категории младински, но не стасав до првиот тим, затоа што во тој период во тутунски комбинат имаше многу голема конкуренција баш на голманската позиција и не можев да дојдам до израз. Мислам, чинам беше 18-та година кога ме побараа од Вардар, тогашниот МРК Вардар, втората екипа на Вардар, која веќе не функционира. Ме побараа оттаму, го препознаа мојот талент и на 18 години се пресели во Скопје и таму бев некои 6 до 7 години. Во Скопје, спомнавте МРК Вардар, игравте со некои и сегашни репрезентативци, чинам, во тој период. Кои беа ваши соиграчи? Дали може да се сетите? Да, во Вардар концептот на тогашниот МРК Вардар беше да се соберат сите младински репрезентативци, потенцијални репрезентативци, таленти кои треба да настапуваат на светското младинско што во 2007 што се одржа токму во Охрид. Јас бев дел од младинското светско, тогаш настапува во МРК исто така настапува и Гоце Ојлески кој сега е дел од репрезентацијата. Периодично беше Велко Марковски. Имаше уште неколку репрезентативци кои беа дел од сениорската репрезентација, па не беа, меѓутоа беа квалитетни играчи и таленти. Каде Благојче се пресели после тоа? Каде патуваше во тие трансфер периоди од Вардар? Чинам игравте во некој друг клуб? Сигурен сум дека игравте во некој друг клуб пред да дојдете во Охрид. Сменавте неколку клубови. Кажете ни нешто како се одвиваат тие преселби? Да, па вака, во Вардар бев некои 6 до 7 години, функционираше се одлично, меѓутоа претседателот на клубот одлучи да го згасни клубот, да не функционира повеќе и моравме да бараме други клубови. Јас со поголем дел од 5 или 6 души од Вардар што бевме, се преселивме во Куманово. Куманово беше тогаш амбициозен тим кој сакаше да направи некаков успех. Отидовме во Куманово и таму бевме 3 години. 3 години функциониравме одлично. Направивме, мислам дека беше најголемиот успех на ракометниот клуб Куманово што го имал. После Куманово и таму финансискиот дел во спортот во Македонија е најбитен фактор. Во Куманово финансиски колабираше. Моравме да бараме нов клуб. Отидовме во Радовиш. Во Радовиш бев една сезона. После Радовиш отидов во Струмица, во Макс Струмица. Таму бев година и пол. После Струмица дојдов во Охрид. Не беше тоа Зомимак? Или Макс Струмица Прво беше Зомимак, потоа беше Макс Струмица. Се сменија таму многу работи. Да. Колку време си веќе во Охрид? Во Охрид година дена. Година дена. Изминатава година дена со екипата на регионалната О2 телевизија неколку пати ве посетивме, играјќи на домашен терен, и забележавме дека Благојче има многу одбрани на неколку надпревари, нели?
како е во Охрид, како е да се биде член од РК Охрид. Ракометниот клуб Охрид подолго време не беше застапен на македонската сцена, но после тоа група ентузијасти го отворија тој клуб од втората лига, го пренесува во Суперлигата и сега веќе сте на чекор до плейофот. Кажете ми нешто повеќе за вашиот ангажман, не за ангажман, туку за условите за работа, како е да се биде во Охрид, дали можеби во Макс Струмица беше подобро, дали е сега подобро и така натаму. Како на цела ова ситуација, што испадна, можам да речам дека можеби одскочна даска беше Охрид за македонската ракометна репрезентација, нели? Па во Охрид условите се одлични. Охрид има група ентузијасти, како што кажавте, што го водат ракометот, што го сакаат ракометот и му мислат добро на ракометот во Охрид. Како што кажавте, Охрид беше во втора лига, беше, можам да кажам, многу малку влијателен клуб во ракометот во Македонија, меѓутоа последниве години игра значајна улога. Еве веќе во континуитет играме во плейоф и годинава сме на бод. Ни треба за математички да бидиме во плейоф од 4 надпревари и се бориме за излез во Европа. Благојче, кажете ми, спомнавте дека уште од мали нозе сте со ракометната топка. Дали има млади што сакаат ракомет? Нели, можам да речам, најголема споредна работа во светот е фудбалот, но сепак во последнава деценија мое мислење е дека ракометот има голем замав, дека е во некој подем, да речам. Да, дали добро сметат дека кажавте. младите го сакаат ракометот? Го сакаат ракометот, тоа со сигурност. Долги години секаде во светот фудбал е број 1 во секоја држава. Меѓутоа кај нас во последните години ракометот прерасна спорт број 1 во државата. Да, се сложувам. Младите категории гледаат идоли во македонската репрезентација, во Кирил Лазаров, во Миркуловски и се повеќе и повеќе го сакаат ракометот. Можете да видите во секој град има отворено школи од Вардар, од Металург, што е многу добро. И младинската репрезентација бележи успех, се пласира на светско првенство, што е огромен успех. Младите го сакаат спортот, го сакаат ракометот. Што како дел од ракометниот клуб Охрид би му препорачале на охридската публика? Дали можеби охридската публика доаѓа малку на тие надпревари од Охрид? Па може да се каже, да. Има дел од охридската публика што не бодри на секој домашен надпревар. И му сме благодарни на тоа. Има дел од, еве да ги спомнам, рибари, кои, иако малкубројни, меѓутоа и на секој гостински надпревар доаѓаат да ни дадат поддршка, што е за почит и за респект. Меѓутоа на домашните надпревари, еве и овој зимен период, клубот дава максимум и да ја затопли салата, да има пријатни услови за како за надпреварувачите, така и за гледачите. Еве еден апел да не бодрат во што поголем број. Така, не да доаѓаат само кога е тука Вардар или Металург или некој големо име. Благојче, ќе се задржиме уште малку околу тоа. Дали Благојче има некоја желба да настапува во некој клуб? Секако дека има, кој би бил тој клуб кога Благојче би можел да бира? Да речеме, дали од Бундеслигата, дали од можеби од Шпанија, можеби од Франција. Дали си размислувал кој би можел да биде твој баш клуб? Па вака, нели секој спортист сонува да игра во некој голем клуб. Меѓутоа немам размислувано да играм баш во тој клуб, меѓутоа Бундеслига и Шпанска лига, еве сега многу голем напредок со Пари Сен-Жермен, француската лига има. Значи не е битно дали си во Рај-Некар, во Фленсбург, во Барселона, тие се гиганти во ракометот. Значи во било кој клуб да си, ја мислам дека е огромен успех за наши македонци и би бил среќен секој што би отишол да се проба во Бундеслига, во Шпанска лига. Дали во Македонија е исплатливо да се биде ракометар? Дали покрај ракометот мора вие спортисти да работите уште нешто друго или е сосема доволно да работиме само ракомет, да се концентрираме на ракомет, немаме потреба од некои други ангажмани?
да речам, може би Благоевич има завршено, не знам, економски факултет или не знам, карикирам, дали е доволно да се биде само ракометар? Па, за живот во Македонија има ракометот во Македонија ги има сите услови да се живее само од ракомет. Така. Меѓутоа, ако сакаме нешто повеќе и тие поголеми финанси се настрана. А во Македонија може добро да се живее од ракомет. Не е потребно да се работат и други споредни работи. Меѓутоа, тоа е во неколку клуба во Македонија. Тоа се клубовите, пример, Вардар, Металург, што се, еве сега во последно Работник, Пелистер, се финансиски многу стабилни, Охрид, а другите клубови се со помали буџети, така да не можам за тие клубови да кажувам какви се финансиите, меѓутоа за нашиот клуб Охрид може да се живее од ракометна плата. Кажете ми, дали со Зомимак чинам настапивте и некаде во Европа? Во сека лига. Во сека лига игравте, да. И како беа тие патувања, нели долго се надпреварувавте во сека лига? Значи тие се патувања во регионот. Дали Зомимак во тој момент имаше услови за такви работи? Да, имаше услови. Значи сека лигата покрива, мислам дека 90% од трошоците што треба за пат, за смештај, за такви работи. Едино клубот треба само да ги подмири платите на играчите. Сека лигата беше големо искуство и можам да кажам дека таму направив најголем одскок. Да, во мојата лична кариера. Со Зомимак функциониравме добро се додека не настана тој финансиски колапс, кој беше неколку спонзори се откажаа, клубот функционираше на високо ниво и не можеше да ги издржи сите тие трошоци. Ете, на несреќа на македонскиот ракомет и на струмичкиот ракомет, Зомимак или Мак Струмица згасна и голем дел од играчите се распрснаа по Македонија, некој на страна. Игравте во Радовиш? Играв и во Радовиш, да. А Радовиш не е некој голем град во Македонија. Колку е спортски Радовиш? Радовиш, иако мало градче, така, меѓутоа има многу спортска култура и спортска традиција. Например, во Радовиш борењето е број 1 тоа спорт. Тоа знаеме. Меѓутоа, Радовиш имало и порано ракометен клуб кој функционирал доста добро. Меѓутоа, исто како што кажа, финансиите се многу битни, па има, па нема. И општината беше генерален спонзор да, на клубот. Имавме одлични односи со општината на Радовиш, со градоначалникот на општина Радовиш, кој овозможуваше се за спортистите да се чувствуваат спортисти. Благојче, зборувавме за повеќе клубови. Кажете ми како изгледа еден тренинг на ракометниот клуб Охрид? Тренинг на ракометниот клуб Охрид и воедно ќе ве прашам исто дали Благојче се грижи за исхраната? Па да. Прво ќе почнеме од исхраната. Спортист, ако сака да живее од спорт, ако сака долго да трае, мора да вложува во себе. Најлесно што може да направи е да внимава на исхраната. Не може со алкохол, со цигари, со тие пороци, може да се функционира, но нема долго да трае. И нема на високо ниво да биде сето тоа. Пробувам колку можам во денешно време со сите тие нездрави навики, со нездрава храна, да внимавам на исхраната. Меѓутоа, домашната храна е најдобра храна. Да, домашната, да. Така. А тренинзите? Тренинзите во Охрид се тренира на високо ниво. Нашиот тренер Горан Андоновски е посветен максимално. Значи, физичката подготовка е најбитна. Сега во моментов е во тек физичките подготовки, значи од зимскиот период. Имаме по 2 пати тренинг на ден, по 2 и до 3 часа може да трае тренингот, многу исцрпувачки, многу е напорно, меѓутоа
како што кажав, одмор, здравата храна го враќаат телото во нормала и си спремен за следниот тренинг. Така. Моje следно прашање би било дали во Охрид препознавате вие млади таленти за ракомет? Да, Охрид Имаме и младинска школа. Да, има младинска школа која функционира во склоп на клубот. Охрид и охридските тренери се грижат за иднината на клубот. За младите категории, еве сега во овој припремен период со нас има 5 или 6 деца што идат од младинската школа што тренираат со нас и тренираат равномерно со нас. Значи има неколку таленти во младинската школа и еве тренерот Горан ги зема на секоја утакмица и се во состав, што е за нивна возраст е многу големо достигнување, барем да се на терен, да се во Суперлига искуство, што имаме. Благојче рековте дека има млад ракомет во Охрид. Дали Благојче цело време е голман? Да. Дали Благојче може да игра крило? Дали би сакал или би пробал? Тоа, значи, од самиот почеток, ја од кога отидов првиот тренинг, 10 години, мислам дека бев кога отидов на првиот тренинг во Тутунски комбинат, застанав на голот и од тоеш не сменив позиција. Меѓутоа, според мојата физичка конституција и на тренинг кога сме послободни малку, во шала можеме да кажеме дека можам да играм крило, брзината што имам може да завршам работа на крило. Меѓутоа не, голманската позиција ми е несменета. Позиција твоја не би ја менувал за ништо. Кој е ваш идол? Голман идол. Дали има сигурно имате некој голман идол. Можеби не е сега, Да. ама во изминатиот период Точно. сигурно пратите ракомет. Точно. Пратам и јас. Рековме дека многу е популарен во постојано ракометот. Дали имате некој голман што ви е, да речеме, не мора да е репер тој, него да ви е идол баш онаа? На помали години, нели, кога почнувавме, веќе тогаш можам да се сетам еве дека Дејан Перич, српскиот голман, ми беше баш идол, бев воодушевен од него и од неговиот начин на бранење, од неговите одбрани, од неговите достигнувања. Меѓутоа тоа е тогаш за тогаш. Како растиш, како созреваш, како стекнуваш искуство, идолите застануваат во втор план, пробуваш да крадеш од секој голман кој има нешто квалитетно и што мислиш дека тебе би ти одговарало, дека би можел да функционираш така. И сега веќе, како ги гледаме светските голмани што бранат, пробуваме да украдеме по некоја нивна добра особина. Благојче на почетокот на јануари месец беше објавен поширокиот список на селекторот Лино Червар. На тој список бевте и вие и после тоа ќе зборуваме какво беше чувството да се биде на ваши 30 години член на македонската репрезентација. Некои може да би почнуваат порано, но ти го достигна моментот и врвот баш на 30-та година. Какво беше чувството кога се прочитавте на тој список? Па, чувството, не знам, прекрасно беше чувството, не може да се опише. Иако може би мал дел во мене не веруваше дека ќе биде тоа така, иако на претходните собири што ги организираше селекторот Лино Червар низ Македонија, 4 собири беа со македонски репрезентативци од Македонскава лига, бев на сите 4. Потајно се надевав дека ќе бидам на финалниот список што ќе оди на припреми во Маврово, што ќе оди на светско првенство. И за моја среќа се исполни таа моја желба, се најдов на списокот, ги поминав припремите во Маврово, селекторот беше задоволен од мене и ме стави на список за светско првенство. После тоа, после тие подготовки, имавте контролни надпревари со Босна и Херцеговина, мислам. Бевте дел од тие надпревари. Како беше на тие пријателски надпревари? Значи, со Босна изигравме 3 контролни надпревари кои беа единствени пред да одиме на светско првенство. Првиот надпревар беше само емитуван во живо на македонската телевизија, другите беа од затворен тип. Карактер, да. Со цел селекторот да сочува дел од тактиката која спремавме за светското првенство, таа 7-6. Одлично поминаа тие 3 надпревари, иако бевме физички
изморени, исцрпени од напорните тренинзи што ги имавме. Првиот надпревар што беше во живо на телевизија помина одлично, да, сите три надпревари ги добивме. Меѓутоа, другите два надпревари беа со повеќе тактизирање, со повеќе измени, сите играчи добиваа шанса да допринос, да види селекторот кој колку е спремен. И одлично заврши со тие три контролни надпревари, одлично заврши подготвителниот период. После тоа отпатувавте за Франција. Многу ме интересира какова беше Франција како домаќин на ракометен мундијал. Се надевам ке ми кажете се пофално заради тоа што Франција е светска сила во ракометот. Не верувам дека би потврдила во организацијата. Да. Значи одлично функционираше се беше во тој дух на светско првенство. Сите што беа таму и волонтери беа во служба на репрезентациите да помагаат се што ти е потребно. Може би со смештајот малку македонската репрезентација беше оддалечена, например, надпреварите ги игравме во Мец, од групната фаза ние бевме сместени околу 20 на километри понастрана од Мец. Меѓутоа не беше проблем. Трениравме во сали кои беа прекрасни, затоплени. Кај нас за жал тоа само 2 сали има Автокоманда и Јане Сандански кои се затоплени. Кога поминавме групна фаза, бевме сместени во Абервил, во Олимписки град, кој 92 чинам домаќин на зимски олимписки игри. Да. Сена се гледано Франција се покажа како одличен домаќин, организирано светско првенство на високо ниво и ете му се врати и со златен медал на играчите. Кажете ми нешто повеќе околу тој старт на надпревари. Први застана на голот Кирил Коцев, па после тоа бевте вие. Како беше тоа? Мора да ми опишете колку публика имаше, пример. Како беше? Значи салата, првиот надпревар со Тунис, и за нас одлучувачки. Надпревар, значи за нас фокусот беше уште од самите подготовки, фокусот беше на Тунис. На Тунис. Доколку победиме Тунис, се ќе оди полесно. Излеговме на терен, салата беше преполна. Македонски навивач имаше во поголем број отколку од Тунис. Не престана да навиваат 60 минути. Значи, чувството беше прекрасно. Притисокот на нас голманите падна голем. Беше голем. Дел од медиумите го наметнаа притисокот дека еве двајца нови голмани што досега немале искуство одма на светско првенство. Меѓутоа, како поминуваше надпреварот, притисокот паѓаше, концентрацијата беше на високо ниво и имаше дел од надпреварот кај што губевме 4 разлика. Имавте неколку одбрани, го гледавте цел надпревар. Второто полувреме? 40 минута губевме 4 разлика, меѓутоа селекторот Лино и капитенот Кире беа убедени и цврсто стоја на земја дека можеме да го добиеме надпреварот. И стварно излезе така. Дадовме максимум тие последни 20 минути и од 4 разлика негатива добивме 4+. Како што спомнав, не сакате да играте крило, но постигнавте 3 гола на ова светско. 3 беа, нели? 3. Значи има предиспозиции кај Благојче да игра и можеби и нешто друго. Да, па вака новите правила сега со голман што излегува со 7 играчи овозможуваат на голманот да постигнува погодоци. Доколку екипата во напад направи грешка, голот е празен, имате некои 3-4 секунди, дури нивниот голман се врати, има време да се погоди, да. Во принцип, еве и во македонското првенство со Охрид имам постигнато 6 гола, мислам, во досегашниот дел од надпреварот, така да ми се пружи шанса ете и на светското првенство. Тоа е сплет на околности, треба да не е само да се фрли, треба и да ти се погоди топката, да се одбие блиску до тебе, да имаш време да реагираш. Ете, за моја среќа, 3 пати се одби и 3 од 3 погодив, да. Дали го вежбавте тоа претходно на тренинзите со македонската репрезентација? Пример, тие празни моменти да се влетат или... Да. Секој тренинг, пошто ние беше јавна тајна дека Македонија ќе игра 7-6, секој тренинг го игравме 7-6 и секој тренинг беше и буквално тренинг за голманите да гаѓаат од гол на гол. Кажете ми, дали беше правилен тој контекст?
Дали надпреварите што игравте 7-6 беа правилен избор според вас? Сега Македонската репрезентација беше единствена на светското првенство кој играше буквално цел надпревар 7-6. Да, ама имаше и други кои го практикуваат тоа, можеби не во цел надпревар, ама го имаа. Да, практикуваа 5 до 10 минути, ако веќе не можат да разбијат 6-6, да разбијат 7-6. Тие некои 5-10 минути колку е екипата да земи залет, меѓутоа македонската репрезентација многу храбро и Лино Червар беше убеден во тоа дека македонската репрезентација може да функционира 7-6 и тој припремен период го игравме, можам да кажам, до совршенство. Значи беше многу играно и измените на играчите, на крилните играчи или на бековите со голманот. Значи ние цело првенство игравме 7-6, не направивме ни една погрешна измена. Што е за поздрав и беше доста уиграно да во прав момент играчот да знае кога треба да истрча на измена за голманот да се врати. Примивме доста голови, меѓутоа тој е тип на игра што носи ризик. Да. Меѓу со две острици можеш лесно да постигнеш гол, меѓутоа можеш и лесно да примиш гол. Кажете ми како е да се брани против еден Канјелас, еден Сигурсон, еден Маргуч, играчи што сега во моментов само Жалус од Барселона, само дел ќе ги спомнам. Како е да се бранат тие силни играчи вака гледаат? Да, ја можам да кажам лично за мене, со тоа што кажавте дека на 30 години ме викна за репрезентација, до пред неполн месец ги гледав само на телевизија кај што играат Лига на шампиони, светски првенства. Сега требаше да застанам наспроти нив. Наспроти нив, да. Од една страна сте среќен што сте на тоа место што ги гледате, а од друга страна имате притисок на вас што мора да оправдате. Цела Македонија ве гледа, цела Македонија најува за вас. Селекторот ви дал шанса. И притисокот е голем, меѓутоа желбата, волјата и вербата во себе излегуваат на површина и на крај сето тоа вродува со плод. Меѓутоа чувството е неописиво. Благоче, дали сте задоволни со пласманот на македонската репрезентација? Јас лично гледано да ги сумираме сите елементи во групната фаза. Можам да речам дека имаше некој што помина во полесна група. Имаше сега дребот беше таков. Лично јас сум дали сте задоволни од пласманот? 8 на финале, изгубивме од вториот во светот, па не знам што требаше. Уште тие ако ги победевме, можеби ќе игравме со Франција. Па вака, задоволни. Може да сме и задоволни, може и да не сме задоволни, затоа што пред нас се пружи шанса историска Македонија да влезе во четврт финале. Меѓутоа, ја избегнавме Франција, што ни беше првична цел, да поминеме група. Првичната цел беше таа, да поминеме група, затоа што покрај аутсайдерот Ангола, единствен ривал ни беше Тунис. Да. Може да се сетиме дека Тунис пред 6 месеци ја демолира македонската репрезентација. Да, баш така. Значи, завршивме таа работа, поминавме група и не само што поминавме, туку избегнавме Франција, завршивме на трето место, изигравме нерешено со Исланд. Но налетавме на Норвешка. Норвешка играше многу брз ракомет. Норвешка видовме каде стаса. Да. Норвешка освои сребро. Македонија во групната фаза загуби од сребрениот на светското првенство, од бронзениот на светското првенство и од Шпанија која е веле сила во ракометот и мислам дека несреќно изгуби од Унгарија. Требаше и Шпанија да биде во тие први неколку екипи. Меѓутоа тоа е спортот. Кажете ми каков е Кире Лазаров? Какви се општо земено сите соиграчи твои на македонската репрезентација? Значи Кире е лидер. Кире ќе остане уште некое време веројатно лидер на таа репрезентација. Но како е да се игра со нив? Кире е прав лидер, прав капитен, прав спортист, човек пред се. Значи, ние новајлиите што бевме во репрезентацијата, значи од тие постарите играчи, постари со искуство што биле во репрезентацијата, не примија безпрекорно. Значи, се функционираше во најдобар ред, атмосферата беше прекрасна, на тренизите се тренираше максимално, немаше никакви искри, конфликти, вербални расправи, немаше ништо. Кире Лазаров, Миркуловски,
Стојанче се носители на таа репрезентација и носители на атмосферата. Значи, атмосферата беше на високо ниво, имавме поддршка максимална. Кире стоеше за младите играчи и даваше поддршка и на тренинг, и на надпреварите. Може да се каже дека прав лидер, како што треба да изгледа капитен на репрезентација. Дали Кире му рече на Благојче, застани, дај да пробаме вака, да пробаме, ова може, ова не може, заради тоа што сепак Кире е со многу големо искуство, играше во многу светски клубови, се уште во Барселона, има многу искуство, многу шутирано према голманите, пенали и така натаму. Дали нешто имаше, дали имавте некои такви? Имавме на тренизите како Лино Червар, така Кире, секој совет е добронамерен. Добронамерен и златовреден. Доколку знаеш да го искористиш и да го употребиш, многу помагат. Со тие јаки екипи, например и на почеток со Тунис, Жалус му е соиграч. Да, имаше, Жалус. да, Кире ни даваше совети нас голманите, каде Жалус сака да шутира, како шутира. Значи, секој даваше доста совети. Доста совети и нас голманите и на другите играчи кои беа на теренот. Па од 30 гола Жалус постигна само 4, чина може би 4 или 5 голови. Постигна, а што би требало на 30 голови пресметано постигна барем 10. Да, Жалус како лидер на таа екипа, чинам дека не беше спречен и не одигра во право светло кој што знае и како што го гледаме во Барселона и претходните години во Тунис. Тунис не е само Жалус. Да, има Тунис е одлична екипа, десниот бек Банур, да. Левото крило Бугами што ни даде доста голови. Значи, тие се репрезентации кои што не може да се чуваш само од еден. Ние го спречивме Жалус, меѓутоа Бугами и Банур има доста простор. А и крајот на краиштата битно е Македонија да победи, не е битно колку гола ќе даде. Да. Кажете ми, Благојче, во цела приказна околу ракометот, дали вие приметивте дека има политика во спортот? Дали има, за жал, на Балканов нештата така функционираат? Јас имав еден случај кај што нема да го именувам фудбалер, ми рече, слушај, јас може би сум најдобар, ама немам врски да влезам во репрезентација. Дали постои тоа во ракометот? Малку едно незгодно прашање од типот не мора да ми одговориш, ама не е проблем. Добро е да си го со ова сега проговориме. Да, со овој список Лино Червар што го извади сега, се види дека во ракометот не е така. Не е така. Така. Значи Лино Червар извади список со 7 новајли. Да. Имаше јас и Колев пример, сме од клубови од македонско првенство што не играме Лига на шампиони, што не играме сека. Да, така. Човекот препозна квалитет во нас и ни даде шанса, не однесе на светско првенство. Значи во ракометот не е така. Баш ми е мило, баш ми е драго бидејќи така. Рековме задва се светското првенство, многу искуство, многу каде Благојче се гледа во иднина. Светското првенство заврши, имав неколку дена одмор, нели да спласнат тие емоции после светското првенство. Пред 3 дена дојдов во Охрид да се приклучам на екипата. Значи после тие неколку дена одмор се фокусирав само на Охрид. Моментално јас сум играч на РК Охрид и моите мисли се само на РК Охрид, што подобар пласман, плејофот и дај Боже да изборим Европа. Па здравје за вгодина. Ќе видиме. Може би повторно во Охрид, може би во некој друг клуб. Во некој друг клуб. Целта на оваа емисија, кога почнав да ја организирам, ми беше со моите гости да направиме малку анализа, малку да ги запознаеме гледачите кои ми се гости и да пренесеме на порака кон најмладите. Бидејќи во ова ново време сега, тие се заразени со социјални мрежи. Јас кога растев, тие работи ги немаше. Имаше само фудбалска топка или кошаркарска или ракометна. Улицата беше социјална мрежа и преку тоа, преку моите гости пренесувам порака да не само од социјалните мрежи, и од некои други злоа што нажалост денешницава ги нуди. Која е вашата спортска порака, Благојче, кон најмладите? Значи моментално, како што кажавте, младината
е склона на буквално на сите пороци. Се е достапно. Интернет, алкохол, цигари, сите останати пороци, обложувалници, значи од најмала возраст веќе влегуваат во обложувалниците, пошто во Македонија се е достапно. Најдобар начин да се тргне од сето тоа е спортот. И топката, спортска топка, не е битно дали е ракометна, дали фудбалска, кога младо дете, значи во фаза на развивање, ќе почне да оди на тренинзи, ќе стекне една дисциплина, една само контрола, многу е полесно да се контролира и да се оттргнува од сите тие пороци. Најдобро е младината да спортува. Спортот е најдобар начин на живот. Сите ги сакаат спортистите. Спортистите се најдобри амбасадори на една земја. Благојче, голема чест и задоволство ми беше што ја прифати мојата покана да бидеш дел од оваа емисија. Уште еднаш ти благодарам што беше дел и се надевам дека следната емисија која ќе направиме со многу поголеми успеси за Благојче. Исто ќе биде светско првенство, Охрид во плейоф и така натаму. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви уште еднаш на вас на поканата. И мене ми беше чест да бидам гостин на твојата емисија и на вашата телевизија. Почитувани, ова беше уште едно издание на Спортисимо. Се надевам дека со мојот гостин ги задоволивме вашите гледачки потреби. Ако беше така, следете ни во следното Спортисимо следната недела, само на регионалната О2 телевизија. Довидување.